позиција во изборната единица 2 од редовите на Социјалдемократскиот сојуз. Присутни сте меѓу граѓаните, доаѓате секој ден, ја презентирате вашата програма. Кажете ни генерално какви се вашите импресии од работата на терен до сега? Добро, мене не ми е прва кампања, прва ми е како носител, меѓутоа години назад сум теренските активисти на Социјалдемократскиот сојуз, така што ми е нешто ново. И јас сум задоволен од примот на граѓаните, поголемо хумано, бидејќи истите веќе препознаваат зашто правиме муавет ова властово прашање. Вие знаете дека ние Социјалдемократски сојуз во добар по последните месеци откривме големи мега-афери. И всушност на граѓаните им презентиравме каква е властово управување, какви се двете лица на власта, едното кое што се прикажува железничко и другото кое што всушност е содржината на владењето на ВМРО. Мене не го интересира ништо друго освен личното управување. Да, ги спомнавте аферите. Дали до сега, барем од тоа што вие како Социјалдемократски сојуз го презентиравте на вашите пресконференции, доби некаков судски епилог, дали некој се заинтересира да ги процесуира тие случаи, да истражи што се случува, дали се само наводни обвинувања или се работи истинска? За жал, во нашата држава во моментот, по одделение на ВМРО имаме крајно претезирани одржани институции, кои што очигледно дека повеќе се занимаваат со тоа како да ги исполнат желбите на партијата или потребите на партијата, а не да ги облагуваат своите законски обврски. И ние веќе истакнавме дека со исполнувањето на законските обврски на овие функционери, всушност истите кои на известен начин, не на известен начин, од кривично правен аспект вршат помагање на сторител по извршено кривично дело. И апелираме постојано кон тие институции да си преземат, да си ги работат своите законски инжеренции, независно од тоа кој е на власт во Република. Да, на лидерот на СДСМ Зоран Заев истапи со една пресконференција која што одекна во македонската јавност како со една бомба која што може би никој не очекуваше сега во предизборието. Што со тоа? Значи, што понатаму? Прво ние очекувавме, а вие сте сведоци дека Никола Груевски не излезе да демантира. Значи излезе соопштение од Центарот за комуникација на ВМРО и барање од адвокатот на господин Груевски за објавување на демант. Меѓутоа Никола Груевски не излезе. Почнаа да се вадат со тоа дека е тоа наводна монтажа. Ние сме спремни, ги повикавме. Кој сакаат експерт надвор од Македонија зборуваме, да го земат и да ги спореди снимките за да ја потврди нивната автентичност. Дефинитивно тие се снимки автентични, тие што малку се занимаваат со оваа работа, многу добро знаат дека е невозможно да се монтира разговор во толков обем колку што е, особено последните 4-5 минути каде што е повеќе изразено зборувањето на актуелниот премиер, така што очигледно дека се снимките автентични. Не може да се зборува дека се неавтентични, дека става збор за монтажа и околку навистина Никола Груевски беше чисти, околку навистина мисли дека се монтажи во најмала рака требаше веднаш да свика пресконференција тоа да го демонтира. Никола Груевски се крие. Се крие позади рекламите, се крие позади приписоците кои граѓаните, се крие позади системски наместени избори во нашата. Да, сите сме сведоци дека оние медиуми кои што важат за провладени медиуми го премолчаат тој момент. Ако веќе се работи за наводно само за некои обвинувања, дали сметате дека е на некој начин и прикривање на самата афера, со оглед на тоа дека нема некоја медиумска, значи нити покриеност, нити некој нешто зборува на наводно? Токму во Куманово, на средбата со новинарите, јас истакнав дека за жал главните мејнстрем медиуми што ги викам или носителите на национални концесии електронски телевизии, за жал, включително и она што СБС се нарекува јавен сервис на граѓаните на електронската телевизија, се всушност медиуми кои што и немаат уредувачка политика, односно се медиуми кои што пренесуваат тоа што ќе биде кажано. Тука ќе ги ставаме телопочетните медиуми, оваа група, затоа што не може толку синхронизирано сите да го премолчуваат моменти. Нивната и законска област од друга страна, која ќе го земете
кандидати како национални позиционери да ги изнесуваат политичките ставови, особено на една партија како што Социјалдемократскиот сојуз, која што во овој момент е најголема опозициона партија во државата. Еден момент што е многу битен кај тие луѓе што ја условно кажам уредуваат таа политика или кај главните одговорните уредници на тие медиуми е дека покрај тоа што треба да ги уредуваат вестите, треба и да имаат нешто што се вика општествена одговорност. Значи, немањето на општествена одговорност кај перјаниците гласноговорници на ВМРО ДПМН во медиумска смисла на зборот, всушност кажува дека истите се главно корумпирани, зашто ние веќе презентиравме докази на нашите пресконференции и кои што всушност не прават ништо друго, освен што ги штитат собствените лични материјални интереси. Добро, како за крај да го прашам, обзнанивте, значи, афера, следна афера, дали очекувате дека може би тоа ќе бие на вкупниот број добиени гласови на парламентарните избори, па и на претседателските соодветно дека господин Тандаровски имаше некоја разлика од 129 гласови на првиот круг? Значи, во вториот круг, ајде да ги поделиме, парламентарните избори се една работа, вториот изборен круг за претседателски се друга работа, меѓутоа и во двата изборни превари влегуваме од стартна позиција нула нула. Очекуваме дека ова ќе даде добар одглас кај оние што се неопределени што станаа дома, да подсетам 51% од граѓаните не гласа во првиот изборен круг за претседателските избори. И очекуваме дека ова ќе ги поттикне и ќе ги осмели луѓето да излезат да гласаат во што е можно поголем број. Вториот аспект кој што очекуваме дека може би ќе има некаков импакт за оние константни прояви на ВМРО ДПМН што се пробуваат по изборите, зашто веќе кажавме дека фактички системски притисок на власта, дел од нив ќе се само свестат како луѓе и независно од притисоците или од малата материјална корист или поските што викаме ние што ги фрла ВМРО ДПМН во однос на тоа што гледаме дека поправат првите луѓе на ВМРО ДПМН во материјална смисла во самиот лично богатење, конечно ќе престанат да им бидат важешки и односно да ги важат и ќе се однесуваат онака како што се однесува во секоја нормална демократска држава граѓанинот, политичката волја ќе ја формира сам. Нема да ја формира политичката волја по однос на притисоците, нити па по однос на некоја материјално добро кое што ја користи моменталната власт. Туку самите луѓе очекуваме дека конечно ќе се охрабрат и ќе почнат да расудуваат без оглед на тоа што некој од оваа страна. И ја искористил оваа прилика да ги повикам граѓаните да излезат во што е можно помасен. И оние кои што се евидентирани во списоците на ВМРО ДПМН и кои што им се јавуваат на денот на гласање по безброј пати ги изимаат со пола и се должни да дадат извештај дека е завршиле работата по местните штабови на ВМРО ДПМН, да излезат да гласаат. Позади параванот, нека гласаат согласно својата волја и да поддржат опозицијата за да ја бутнеме оваа ненародна власт и нека се вратат во штабот на ВМРО ДПМН и нека им кажат да ја гласал за вас. Никој позади параванот во тие 30 секунди не може да знае кој за кого гласал. Ама совршено никој. Благодарам на вас.